Прво осомничениот за големиот пожар во Трубарево ќе оди во 30-дневен притвор, откако кривичниот Скопски суд го прифати предлогот на обвинителството за определување на притвор на сите осомничени. Обвинителството вчера информираше дека по анализата на сите докази прибрани во предистрагата, отворило истражна постапка против 4 физички и 1 правно лице за кривичното дело за грозување на животната средина и природата со отпад. Осомничените спротивно на законот отпадот го складирале во Трубарево и со тоа предизвикале значително оштетување на квалитетот на почвата и воздухот, односно предизвикале опасност за животот и здравјето на луѓето во поголеми размери, соопшти обвинителството. Видеонадзор во Вардариште и 24-часовно физичко обезбедување на депонијата се новите барања упатени до институциите од синокешниот протест организиран од граѓанската иницијатива Стоп за Вардариште. Нема да се откажеме од основното човеково право чист воздух и покрај игнорантскиот однос од институциите, порача учесниците и најавија дека ќе се собираат секој ден од 18 часот, се додека надлежните не започнат сериозни акции за контрола и расчистување на депониите. Изгаснате пожарот што синоќа избувна над скопското село Морани во општина Студеничани. Во гаснењето учествувале екипи од дирекција за заштита и спасување. Од таму како причинители на овој пожар ги насочија дрвократците. На панел дискусијата «Домот како основна потреба, а не привилегија» во организација на фондацијата Фридрих Еберт учествуваше и кандидатката за градоначалник од СДСМ за Скопје Каја Шукова. Таа истакна дека го отвориле едно од најважните прашања за младите, полесна достапност на сопствен дом, при што го предложила виенскиот модел како одржливо и правично решение, според кој градската власт треба да се откаже од дел од давачките од инвеститорите, доколку становите се купуваат од млади. Со младите од аеродром синоќа се дружија кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН Орце Георгиевски и неговиот сопартиец кандидат за оваа општина Дејан Митевски. Георгиевски истакна дека во атмосфера исполнета со енергија, оптимизам и визија за иднината, ветиле дека заедно со младите ќе градат иднина полна со нови идеи, свежа енергија и визија за подобро утре. Членови на СДСМ алармираа за постоење на дива депонија во село Миладиновци, општина Илинден, и предупредија дека постои сериозен ризик ситуацијата со загадувањето од Дрисла и Вардариште да се прошири и во овој регион. Тие објавија видеа и фотографии на своите профили на социјалните мрежи, а доказите ги доставиле и до директорот на јавното комунално претпријатие во Илинден Борче Мицановски со барање за итна интервенција. Решенија за 8-месечни стипендии на талентираните ученици и спортисти од 8 и 9 одделение за учебната 2025-26 година, подели градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски. Во организација на Општинското одделение за култура и спорт во рамки на денешната манифестација, стипендија добија 27 за талентирани спортисти и 51 талентиран ученик. Јакимовски најави дека за следниот период износот на стипендиите ќе се зголеми за 30%. Општина Центар распиша повик за доделување на стипендии на учениците од основни училишта во 3 категории: спорт, култура и наука, техника и посебни вештини. Стипендиите ќе се доделуваат во текот на учебната 2025-26 година, а ќе изнесуваат од 2500 до 3500 денари месечно, зависно од категоријата за која се аплицира. Секој ученик има право да аплицира само во една категорија. Од 19 до 21 септември во паркот на Франкофонија ќе се одржи првото издание на Стрит Фуд Пикник под отворено небо, информираа од општина Центар.
Оваа манифестација има за цел да ја збогати културната и забавната понуда на општината, обединувајќи ја вкусната улична храна, музиката и забавата во едно големо дружење на отворено. Во рамки на 3-дневниот фестивал, посетителите ќе имаат можност да уживаат во 10 штандови со разновидна улична храна, креативни работилници за деца и богата музичка програма во текот на целиот ден и вечерна забава. Полициски службеник од полициската станица за граничен надзор во Струшкото село Франгово синоќа уапсиле 40-годишен скопјанец кој криумчарел мигранти. При контролата во близина на возилото биле забележани 4 женски лица кои се обиделе да избегаат, но веднаш се фатени и констатирано е дека станува збор за 4 државјанки на Непал.